Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Во Македонија се, како по обичај, партиите се расправаат избран новиот јавен државен обвинител, што значи ќе ни биде весело и понатаму. Но ние вечерва ќе се занимаваме со една поинаква, за мене, прилично интересна тема, верувам и за вас, почитувани пријатели. Имено, сведоци сме на оно што веќе 20 на дена се случува на Блискиот Исток, конкретно војната, едно од најопасните, веројатно, во последните децении, меѓу САД Израел од една страна и Иран од другата страна, заедно со нивните прокси или поддржувачи во регионот, една војна која што се шири, една војна која што е крајно непредвидлива и која што носи ризици не само за тој регион, туку веројатно и за целиот свет. Впрочем, и сами гледате, она што се случува со цените на нафтата на секаде на светските берзи покажува дека навистина ситуацијата е многу сериозна. Но, што знаеме ние генерално за овој простор, за овој регион, кај што се случуваат овие немили настани, генерално за Блискиот Исток како колевката на цивилизацијата, ако сакаме, местото од каде што почнало човештвото, ако така смеам да кажам, во онаа цивилизацијска културна смисла. За жал, место каде што поради својата геополитичка природа постојано е дел од конфликти, од судири, во кои што учествуваат често пати и големите сили, немирно, едноставно место каде што многу се страда, но животот и натаму тече и може да биде многу интересен. За Иран, особено речиси, ништо не знаеме, ако сме реални, освен дека е тоа една навистина стара цивилизација, има континуитет од околу 2500 години, до пред 80-тини години се нарекуваше Персија, понатаму до сега се нарекува Иран, од 79-та година е Исламска република. Иран, меѓутоа, ако сме реални, многу малку го познаваме овој простор, многу малку ги познаваме овие луѓе, мене секогаш ми било предизвик да пронајдам гости кои што би можеле да зборуваат за нештата од внатре, односно од самите овие земји. И успеав во таа намера. Мојот вечерашен гости, спортски работник, поточно кошаркарски тренер, кој што заради природата на својата професија едноставно имал можност и прилика години и години да помине токму таму, во Иран, во Сирија, во Либан, во Саудиска Арабија и да ги запознае прилично добри овие народи и нивната култура генерално. Му добро вечер на господинот Панче или Панта Милевски. Добро вечер и благодарам на поканата. Да, верувам дека ќе има многу интересен разговор, господине Милевски, можеби не толку за спортот, колку за она што не интересира за регионот Велам во кој што сте биле долги години присутен како тренер, како селектор во еден период. Да почнеме од Иран. Иран е огромна земја и по територија, и по население, 90 на милиони се од прилика, главно се од шиитска вероисповед, дел од исламот се разбира, има и други тамо. И тоа е земја која што сега во овој момент се наоѓа во позиција да се бори со најголемата сила во светот, со САД и со Израел. Една наистина крвава ситуација во која што САД Израел се одлучија да ги елиминираат и главните луѓе тамо. Беше убиен лидерот на исламската држава, значи Ајатолахот Камнеи, неговиот син кој што е наследник, сега не сме на чисто дали е загинат, дали е тешко ранет. Беше убиен и еден од главните луѓе во оваа држава, господинот Лариџани, шефот на револуционерната гарда, отприлика 9 луѓе се елиминирани од самиот врв на државата, меѓутоа отпорот и натаму трае. Ме интересира одвнатре каква е оваа држава, каков овој народ е вака воопшто, освен што се дел од Блискиот Исток, од Азија. То се споменавте пред почетокот на емисијата, доколку не знаете каде сте, веројатно ќе речете дека сте било каде во Европа. Тоа го напомнав за Саудиска Аравија, за Ријад. А Иран е исто прекрасна земја. Интересен е фактот дека веројатно повеќето луѓе и знаат или историчарите сигурно тоа го знаат дека во времето на шахот, во времето на Пахлави, Иран бил во блиска соработка или најдобар сојузник на Америка и Израел заедно со Јапан на во Азија.
Но тоа се менува од 79-та. Од 79-та година тоа се менува кога доаѓа Хомеини после револуцијата. Иран јас историски како историчар нема да говорам, туку ќе говорам како условно кажано како човек кој што живеел, бил жител. Вие неколку години поминавте таму, 2 години, да. Скоро неполни 2 години. Прекрасна земја, убав народ во секоја смисла на зборот, образован народ со силно образование. Мене ми остави впечаток Иран на богата држава како држава, меѓутоа сиромашен народ. Народот живее многу сиромашно. Во европска смисла може да се спореди со некоја земја? Не. Не може, бидејќи е податок еден, и тоа баш сега чисто разговара пред некој ден со колегите што ми беа заедно со мене во тимот, го немав тој податок, чисто ги прашував дека професори на истакнати универзитети во Иран земаат плата меѓу 150 и 200 долари. И тоа е доволно за живот таму? Па тоа не е доволно за живот. Мислам доволно за живот. Човекот се прилагодува на ситуацијата, тоа е нормално. Ако мора меѓутоа нема услови за она. Живот на средна класа, да речем. Нема услови за такво нешто. И затоа се приморани, затоа го напуштаат Иран и голем број на интелектуалци се раселени низ светот. Меѓутоа Иран е сериозно квалитетна држава. Она што мене ми остави впечаток и покрај сите санкции со кои што живеат 40 и неколку години, покрај војните во кои што учествувал Иран, 8 години се бореа со Ирак, например, на Садам Хусейн. И покрај целиот притисок, тие имаат многу нафта, објективно, и тоа е веројатно и газ, и тоа ја спасува државата од колапс, во економска смисла се разбира. Меѓутоа, ова со образованието навистина ме запрепастува. Ако не се лажам, дел од иранските универзитети воопшто не стојат лошо на светските листи. Некако меѓу првите 400 универзитети се на Шангхајската листа и поред 40 години што се под санкции. Тој навистина феномен. Значи, и покрај околностите не се откажуваат од она што е круцијално. Образованието заедно со здравството се круцијални. Образованието никако не се потценува и не се става настрана, него буквално се развива и се негува и мажите и жените подеднакво се им е достапно образованието. Околу односот на мажите и жените, ние за тој дел од исламскиот свет, се разбира, имаме одредени информации. Саудитска Арабија, можеме да позборуваме и за тоа, е прилично порадикална во тој пристап кон жените и кон нивните права. За Иран помалку знаеме, она што е познато е дека исламската револуција ги принуди жените во секој случај да мора да носат шамија на главата или некој вид на покривка. Меѓутоа, таму никогаш немало ограничување од типот дали жените смеат да возат автомобил, дали смеат да се образуваат, дали смеат да учествуваат во јавниот живот. Ги има во политиката, ако не се лажам таму. Тоа е нешто нормално. Има актерки познати од Иран, музичари, пејачки и така натаму. Иран има развиена филмска индустрија, има актерството е развиено, медицината е многу развиена, инженерството исто така. Жените не се третирани како, можда грубо звучам, третирани далеко од тоа, како во Саудитска Арабија. Како од втор ред да се така. Да, меѓутоа, како да кажам, нема... Сум бил и во Саудитска Арабија, затоа може да даме една паралела. Например, Саудитска Арабија посебно седат мажи, посебно седат жени. Дали ќе ве примат кај нив дома или по ресторани или све. Во Иран не. Во Иран е многу слично како кај нас, да не кажам исто. Луѓето се многу гостопримливи, нив и традицијата им налага да бидат гостопримливи. Дружелюбиви се. Ова не е само фраза. Не. Затоа што неодамно неодамно читав еден светски патник, ајде да го наречам. Мислам дека е од Босна, од Република Српска, патува по цел свет и тој вели нема да веруват, иранците се гостопримливите и најпријатните луѓе во светот. Апсолутно се сложувам со тоа. Апсолутно се сложувам. Значи, иако би требало да бидат фрустрирани поради се што им се случува. Они имаат посебна нова година, не ја слават нашата нова година. Меѓутоа, јас тогаш кога бев селектор, во моја чест направи нова година, каде што се собра сите со
од членовите од репрезентацијата, стручниот штаб, федерацијата, каде што направија во моја чест Нова година. И сега тоа да кажам, за да не звучи, не кажам јас дека сум некој љубител на алкохол, меѓутоа таму луѓето тачно дека нема во продавница да се набави алкохол, меѓутоа тоа е кај нив нормална работа. Луѓето си пијат, се дружат, се забавуваат. Има ноќен живот. Ноќен живот, како ноќен живот има барови и таква работа нема, меѓутоа има ресторани од секој тип. Значи дали италијански, мексички, повеќе се прават приватни журки, младите си прават. Ја бев поголемото време бев горе на Касписко море во Амол. Тука се правеа одлични журки на отворено на самата плажа. Едноставно младите, ја можам да кажам слободно дека интелектуалната класа, младите луѓе се многу свртени према Запад и према Америка. Мислам, проевропски ориентирани, го сакаат они тој живот. Не сакаат да живеат затворен живот. Иако, да бидем искрени, во времето на шахот била диктатура, не дека сега само сега била диктатура. Но колку е дозволено реално? Ние знаеме тамо дека во Иран има одредени правила, дека има не само обично, туку има и верска полиција која што контролира одредени правила. Сега веќе попушта таа верска полиција, не е како што било претходно, како што ми кажува. Меѓутоа, да, жените сега мора да носат, да кажем, условно, некоја марама, така да кажем, не мора да е покриено лице, да е хиджип или све, меѓутоа мора да имаат на главата некоја така лабава марама. Не е дозволено, да кажеме, тие мини сукњи, деколтеа, тоа не го практикуваат иранките, меѓутоа дека дружењето, дека забавата, тоа не, никој не го попречува тоа. Добро, но бидејќи тој држава сама за себе на некој начин, тоа е и цивилизација сама за себе. Ако смеам така да кажам, се работи за Персија. Еден континуитет, реков на почетокот од 2500 години, држава која што е многу свесна за себе. Некој паметно забележа дека, например, во Сирија, или не знам, во Либија, или во Ирак, каде што целото општество е контролирано од самиот водач, од Гадафи, например, или од Садам Хусеин. Неговото уривање, практично, значи слом на целиот систем. Во Иран тоа не го гледаме таму. Таму имате ситуација во која што, не знам, гинат еве водачите, меѓутоа системот и натаму функционира. Веднаш изнедруваат други луѓе и контролата не се распаѓа. Дали тоа за вас очекувано или е? Па видите, нели шиитскиот закон кога се дели муслиманството на сунити и шиити. Добро. Сунитите се дека мора да биде избран од групата да биде избран лидерот, а кај шиитите да биде најдобриот водач од групата да биде, а кај шиитите да биде по родството, да биде наследник на Мухамед. Шиитите барале да биде нели Али во по 632 година кога умира Мухамед. И тука се раздвојува сунитите и се раздвојува сунитите со шиитите. Веројатно шиитскиот закон, они се знае кој е следниот одма водач ако се случи нешто на првиот. Но тоа покажува дека системски државата функционира. Не е зависно од еден човек. Тоа ме беше поентата. Едноставно наоѓа начини да преживее во вакви околности. Сунитските земји, каде што владеа, да кажеме, Саудиска Арабија, Оман, Катар, они се сунити, али наследникот иде по шиитски начин. Да, тоа е во околината на Иран. Во галските земји, да. Они се сите сунити, меѓутоа лидерот доаѓа од фамилијата. Но тамо по шиитскиот закон иде. Но не е се црно-бело. Шиитите во Иран се мнозинство, но ги има и во околните земји. Точно. Во одреден процент, а и во самиот Иран исто така има и сунити, се разбира. Во Бахрейн е повеќе шиитско население, а сунитите имаат власта. Како што, например, Сирија повеќето беа сунитско население, а алавитите беше Башар Асад од алавитите. А тие се некоја шиитска... Алавитите и друзите се од шиитите. Некоја подваријанта. Подваријанта на Поблага варијанта од шиитите.
Добро, што ме интересира друго за Иран? Наистина многу прашања спомнавте дека живеат и сакаат да живеат особено во големите градови, очигледно по европски терг, по западен терг. Меѓутоа тоа колку влијае на политичките случувања внатре. Таму имате, колку што јас знам, прилично јасно поставена ситуација во која што има премиер, се бира, председател се бира на избори, меѓутоа верскиот водач кој што е врховен авторитет си оди по еден сосема поинаков принцип. Таму Ајатолахот е незаменлив. Мислам, премиерот и председателот се сепак на едно пониско ниво. На пониско ниво. Верските водачи се ја држат контролата. Меѓутоа, тоа кажувам дека интелектуалната класа, младите луѓе сакаат да се ослободат од тој притисок. И тоа се чувствува? Се чувствува. Тоа се чувствува, сериозно се чувствува. Иако не се дозволени странските канали, странските медиуми, меѓутоа се наоѓа решение, сите користат VIP, сите користат сателитски програми и се следи све што се случува по светот, во Европа и светот. Интернетот беше исклучен во Иран. Откако започна оние протести. Тоа е стандардно во Иран. Тоа е начин за заштита практично. Да, ќе ви кажам, има интересно исто јас се случи проблемот со жената кога беше со шамијата, беше исклучен интернетот и едно утро исто станувам, гледам нема интернет и прво што на иранскиот телефон му одзвонам на помошниот тренер, викам, те молам, кажи ми дали има пак некој проблем, интернетот не. Тогаш тоа го дознав за образованието се однесува, не вика, кој вика, сега испитна сесија. Чим е испитна сесија, интернетот се гаси во цел Иран. Феноменално. Во овој случај феноменално. Да. Тоа е заштита од препишување практично, момент, да. Значи тоа е стандардно, значи да, штом има испитна сесија, се гаси интернетот во цел Иран или се сведува на многу минимална брзина да не може да се користи. За да се заштити практично образовниот систем од злоупотреби. Од злоупотреби, точно така. Но, од друга страна, што е со политички партии? Таму има политички партии? Па јас, искрено да ви кажам, не знам дали има политички партии. Ја мислам дека нема или па не се функционални. Се е покриено од... Све покриено, буквално све е покриено. Од друга страна, вие велите, сте дошли од Македонија во таква земја, за нас реално непознато, веројатно и вие сте отишле со подготовки, се разбира, меѓутоа тоа е приказна сама за себе. Таму сретнавте наши луѓе? Да, тогаш во ист период една сезона играше мој поранешен играч и наш репрезентативец Марко Симоновски, само беше во друг град. Идат, има наши спортисти, кошаркари, американци, фудбалери, има странци, голем број на спортисти, да. Па тогаш бевме само ја Марко Симоновски, да. И се комуницира? Да, се комуницира. На англиски се... Да, на англиски. Тоа значи дека народот тамо повеќе или помалку е во ред со англискиот јазик? Да. Па да кажам дека, ајде, грубо 60% од народот го говори сигурно англискиот јазик. Тоа се навистина интересни податоци. Храната тамо е по нашиот вкус? Да. Многу слична на нас. Многу ориентална. Да, многу одлична храна. Буквално климата, све добро. Интересен податок, ја тогаш не го знаев. Тамо ми го кажува дека Иран е земја кој што во еден момент, во секој момент на годината има во исто време 4 годишни времиња. Добро, затоа што е голема земја. Голема земја, да. Доле на Кише е лето, на Касписко горе е пролет, вамо на планините. Сигурно е за странци? Безбедно е? Да. Може да патувате, да седите во кафани, апсолутно, и многу ги почитуваат странците. Ако те видат дека си странец, значи почитување е огромно. Тоа што сте од Европа, што сте бел не игра никакво. Од Европа, да, апсолутно. А добро, кога вие бевте во интересен момент од 2022 до 2024 така, да. Па тоа е овој баш период сега, речиси, пред додека траја сите овие нервози и подготовки за ова што сега се случува, има отпор кон американците. Интересен момент е од власта тоа е нонстоп. Да, смрт за Америка, тоа го гледаме и на протести. Од народот не. Пак ќе кажам, од оној народ и јас, кога говорам народ, јас говорам за оној народ кој што јас имав допирни точки со него. Но вие бевте во Техеран? Да, јас бев во Техеран, бев во Киш, бев во Амол, бев во Горгон, како селектор бев во повеќе градови. Така да не сум осетил одбојност за европјани, за американци, сериозно не сум.
А од друга страна, како се некој ќе рече од каде се кошарка во Иран? Не, кошарката е светски спорт, се разбира. Иранците се добри во фудбал, ако не се лажам. И во одбојка. И во одбојка. Но од каде Светски кошарка? јуниорски прваци беа тогаш во одбојка. И, не сме знал тој депутаток. Меѓутоа интересно, македонски тренер добива можност да биде селектор на млада репрезентација, така? Да. Во кошарка на Иран. Мислам, воопшто како дојде до такво нешто? Па дојде од препорака, они имале конекција со Сирија, ја контактирале сиријската, нормално мене агент ме понудил на Иранската федерација, кога го виделе моето CV, виделе дека сум бил селектор на Сирија, ја исконтактирале Сиријската федерација, добиле позитивни работи за мене и ме контактираа. Иран, да кажеме, е многу талентирана земја за спорт, 80 милиони народ е, одбојката и фудбалот се на високо ниво, и кошарката е исто така многу високо развиена. Зборам за азискиот дел, кој што они тамо се... Сега, со доаѓањето на Австралија и Нов Зеланд, можда паднаа малку азиските земји, бидејќи Австралија и Нов Зеланд се стварно посилни репрезентации од нив. Меѓутоа, Кина, Иран, Либан, тие беа, Кореја беа доминантни репрезентации, и Сирија до пред војната, тие беа репрезентации кои Има тамо потенцијал за добра кошарка. Одличен веројатно не како Европа, меѓутоа тамо фали стручен кадар. Фактично да ги насуши талентите. Така, во одбојката, каде што има стручен кадар, нема ниту еден странец тренер. Све работат иранци. Меѓутоа има, за разлика од кошарката, они зимаат странски кадар и е потребен странски кадар во однос на селекции, во однос на тренинг на млади играчи. Тука доста заостануваат, зборувам за Европа. Инаку за нивните околности се добри. Имаат пристојна лига во кошарка? Имаат одлична лига за кошарка. Имаат одлична лига. Има иранци што имаат еден, имаат немаат NBA играч, ако мислите тоа да можеби во Европа или не знам некаде. А меѓутоа нивните млади репрезентации се стално во трка за медаља на азиско првенство. Тоа покажува континуитет. Да. Не ве прашувам, се разбира за пари, тоа е приватна работа, меѓутоа се исплати да се работи таму. Па што сме отишле? Веројатно да. Но сакам да кажам, и покрај санкции, покрај се тие имаат доволно средства да финансираат, да доаѓаат странци да работат. Да. Сега, во последните години се паднати буџетите. Иначе имаше во Иран играчи кои што земале по 300, по 400 $400 по сезон. Внатре? Да. Ова е навистина необична информација. Тоа е. Добро, меѓутоа, ајде да кажеме и ова. Вие во Иран дојдовте практично по препорака од ваш агент. Вие работевте претходно во Сирија. Ова е многу интересна ситуација. Ја бев во Сирија, па бев во Саудиска Арабија, па бев во Турција, Мексико, па Иран. И во Мексико? Да. И во Либан, ако не се лажам? Во Либан кратко бев, да, али во Либан доста често одевме, игравме над превари. Либан исто прекрасна земја со исто одлична кошарка, таму е спортот, кошарката број 1. Број 1, тоа го знаеме. За Мексико се разбира би можело исто многу да се зборува, но нас не интересира овој невралгичен регион. Многу интересна ситуација. Вие отидовте во Сирија во времето кога уште не беше започната војната тамо. 2011 започна војната. 2010-2011 започна, првите немири беа во Дара, тоа е град близу до јорданската граница. И потоа војната се различе 13-14 години. Так. Меѓутоа интересно, вие го поминавте тој првиот период кога започнаа конфликтите тамо и потоа се вративте буквално во периодот кога Башар ал-Асад паѓаше. Не, прво се вратив одма после војната. Бев една година во времето на короната. Тамо ме затекна короната во Джела клубот од Алепо. Ајде да кажам условно кажано, тој е христијански клуб. Добро. Джела. Но Алепо беше еден од најлошо уништените градови во војната. Така, тоа сакав да... Иако прекрасен град вела, да. Значи, Сирија е прекрасна комплетно како земја. И мене многу ме подсетуваше на екс-Југославија, бидејќи се е многу мултинационална. Има христијани, католици, муслимани, све медитеранска земја, или на Латакија и на Италија се излагаат на Медитеранот.
сакам овој податок да го кажам. Алепо како град, периферијата беше оштетена. Алепо, медиумите што све пренесува, Алепо не беше воопшто ништо фитно. Добро, во војна прва гине вистината, да не се лажеме. Ние добиваме информации за жал, такви како што добиваме. Дамаск, беа, јас одма после војната бев во Джала клубот. Значи, Алепо како Алепо градот, Дамаск како Дамаск градот не беа уништени. Тие беа перифериите. Ние зборуваме за милионски градови. Едини град кој што едини град беше Хомс. Кој беше срамен, да. Да кажем, ајде 60-70% разрушен. Алепо важи за, ако не се лажам, најстар постојано населен град во светот. Тоа е една изворедна цивилизација тамо, дефинитивно и Дамас се разбира е светско културно наследство, слободно можеме да кажеме, но морам да ве прашам како изгледаше тоа. Вие тренирате тамо луѓе кошарка да играат и вие гледате конфликти, гледате луѓе се пукаат, се извинам изразот, се гине по улици, тоа мора да е... Јас не го затекнав тој период. Значи, кога се деси конфликтот во Дара, како што напоменав, тоа беше конфликт каде што некои средношколци напишале некои графити против Башар ал-Асад, беа уапсени и тогаш настана немирите, меѓутоа не траја долго, беа, како да кажам, како герилски немири, ќе се појават па ќе се изгубат, не беше ништо страшно. Успеавме да избориме пласман за азиско првенство и јас кога отидов тогаш со сириската репрезентација во Монголија, во Улан Батор на азиско првенство, по враќањето веќе требаше да почна преговори за да зема репрезентацијата, сениорската репрезентација, меѓутоа буквално во 3 до 4 дена се заврши приказката. Воопшто не се вратив за тогаш. Не, се вратив во Алепо. Во Алепо ме затекна таа ситуација и од Алепо ме извадија, тогаш уште беше отворен аеродромот во Алепо, луѓето од федерацијата ме изнесоа до аеродромот и од Алепо си дојдов преку Истанбул за Скопје. Морам да прашам, војната во Сирија траеше многу долго. Ова е сосема поинаква војна во сега што се случува меѓу САД и Израел од една и од друга страна. Во Сирија беше граѓанска војна со големи интервенции од страна, ако сме реални. Во тоа време се појави Исламска држава, во тоа време се појавија огромен број на видеа со катастрофални работи, со сечење глави, да не малтретираме народ со тоа, со навистина сериозни злосторства. Тоа јас од медиумите не сум го видел тоа. Бројот на жртви, но факт е дека бројот на жртви беше огромен, тамо се полни затвори. Велеа дека во затворите се убиваат луѓе. Тоа е, нели, се и вие излеговте на време пред сето тоа да го доживеете. Меѓутоа, кога се вративте во Сирија? Се вратив пред годината да фати короната. Ми се јавија луѓето од Джала клубот со гаранција дека ќе бидете безбедни. Дојдете, ја верував на тие луѓе. Ја многу живеев со тие луѓе. Но тогаш се уште траеше конфликтот во Сирија. Не беше смирен, беше смирен и јас кога дојдов па малтене 2-3 дена пред да дојдам, тогаш беа преговорите меѓу Турција и Ердоган и Путин и за повлекување, и тогаш се повлекува, јас тоа вика 100% дојди, све е мирно, нема проблеми, а тоа стварно беше мирно. Луѓето беа никој пат, мислам, со сирискиот народ, да кажам, со луѓето, со Иран, ја никој пат не сум имал. Добро, сириците како народ се исто така прилично приемчиви, пристојни, интересни. Апсолутно. Тие за разлика од Иран имаат силна традиција со Европа. Заради поголемата блискост. Па они играат во европските лиги се до оној момент кога Европа го прима Израел да игра во европските лиги, они тогаш истапуваат. Потоа протести излегуваат, да. Тука кажете ми, вие го фативте и моментот кога Башар ал-Асад практично замина од последниот пат во Сирија. Да. Бев тренер на Караме клубот од Хомс. Од Хомс. Да, и тогаш се случи декември 24-та се случи тоа. Но тоа беше, ајде речеме, финиш на војната, во која што буквално во 2 дена, 3 неколку дена, едноставно сириската армија која што беше под контрола на Башар ал-Асад се распадна практично. Тој немаше избор, побегна во Русија, така во Москва и ја презедава власта луѓето кои што претходно беа доживувани од власта како терористи. Искрено да бидеме, сега и светот, односно Европа ги доживуваше како терористи, потоа излегува дека не се баш толку многу, но тоа е веќе политичко прашање. Не навлегуваме во тој дел, меѓутоа тој
Тоа е огромна промена. Значи, презема власт сосема една друга констелација на луѓе, се зборуваше, излегоа приказни, можеби вистинити, можеби не, дека тие веднаш им се одмаздуваат на алавитите, на шиитите, на друзите, дека има масакри тамо и така натаму. Вие баш во тој период бевте тамо, како изгледаше сето тоа? Видите, дека имало некое одмаздување, јас сега гледам дека тие, јас што ги познавам играчи што биле алавити, што биле шиити, исто се дружат, играат, настапуваат. Ништо не е недостатство. Нема ништо недостатство. Ја сум во контакт со сите тие луѓе. Ова е многу важно. Да, сериозно, значи не им недостатство ништо. Сега тие некои што биле од тие воени структури, ако правеле злодела или ако правеле, меѓутоа ние зборуваме за обичен народ. Обичниот алавит, обичниот шиит, зашто е он должен да страда или да прави? Но имаше христијаните никој не ги закача. Христијаните во Сирија дали се во состојба затоа што имаше представа дека и некој сака да ги истера христијаните од Сирија. Па видите, тоа стално има сегде ќе не идете на некој радикал. Значи радикали сегде постојат, не е тоа дека ги немало или дека некој тоа не го посакувал. Меѓутоа ние зборуваме дали е сценарио, да, не. Ја не сум го стил тоа сценарио. Генерално јас кога бев и во тој период знам дека христијаните беа малтене на страната на Башар. Така беше. Они беа на Башар. И друзите, алавитите, и друзите, и шиитите, па дури и курдите еден период, долг период беа само што они менуваа страна, част вамо, част. Тоа е за нив огромна грешка, но тоа е нивна работа. Они се, видите, тоа е еден напатен народ кој што цел живот се бори да голем народ кој што нема држава. Скоро 20 милиона народ, ако не и повеќе, кои што немаат држава и тие се најлесни за манипулирање, дури тие мислам дека некој пат не им треба ни оружје да им даеш, они се спремни, само кој им вети некој парче земја дека ќе биде тоа. За жал тоа е едноставно некои народи имаат так. Ние можеме да зборуваме за нас, не сме имале многу среќа, така што и таа паралела не е кој знае колку паметно да се направи, но повторно за Сирија велам, паѓа режимот, се менува се, вие сте тамо и немате никаков проблем. Никаков проблем. Буквално јас луѓето инсистираа дури да остана, меѓутоа се сериозно пак знаете дека е некој воен конфликт, вооружен конфликт. Во главата сам тамо или со семејство? Не, тогаш сам бев. Во главата ти се врти, па не знаеш кој е позади таа пушка, не знаеш кој е, што е во ред, све окей, почитуваат странци, све, меѓутоа стравот си го прави своето. Сепак стоиш голор према нас против пушка. Луѓето ме донесоа до либанската граница, не зауставија некои патроли од побунениците, како да ги кажеме. Меѓутоа нема проблем. Како изгледа тоа? Еве, тоа ме интересира. Јас имав амбиција своевремено да одам како, ајде да речеме, новинар, репортер тамо, меѓутоа ме убедуваа дека е премногу опасно. Како изгледа кога тие луѓе кои што нас не ги представувале секако како сериозни терористи и злосторници, ве пречекуваат, вие седите, не знам, во автомобил или во автобус, и ве запираат со пушки, претпоставувам во раци, и сега чекате некој да извади сабјата? Не знам. Јас имав многу позитивно искуство. На 2 пати не заустави контрола. Добар ден, добро вечер, пошто беше. Документи, кажуваат, тренер на караме, бил наш селектор, Нема проблем. Нема проблем, со среќа нека вие дојдете, отворено вие земјата, нема проблем никаков. Они уствари сакаат да представат дека они едноставно се борат за нивни права, дека они немаат ништо против нас или против некој друг. Или дека се дел од исламска држава која што беше сосема нешто друго. Кои што они се борат против режимот. Они кажуваат дека ние се бориме против режимот, нас не ни пречи никој друг. Уште една интересна земја во која што сте биле, многу важна во овој контекст е Либан. Рековте кратко до душа за несеќа. Кога бевте во Либан? Меѓу периодите меѓу Сирија и Саудиска Аравија. И Саудиска Аравија. Тоа е 2000... Па како доаѓа, 2019 или 20 или сега точно треба не е толку важно. Но што е интересно, Либан е една земја, мене лично ме потсетува на Македонија во известна смисла, затоа што таму имате различни етнички заедници, различни верски заедници, своевремено важела за исклучително напредна. Самиот главен град Берут го нарекувале Париз на истокот, на ориентот, како и да го наречеме, значи еден изворен и луѓето со кои што јас сум разговарал велат навистина. Народ по секоја мерка, држава по секоја мерка, сега во овој момент, а и години наназад имаат тешки проблеми, во овој момент Израел прилично
силно ги ракетира Бейрут во овој момент. Има цели наслоби кои што се уништени, колку што гледаме повторно по медиуми, но какво е вашето искуство со Либан? Ливан е прекрасна земја. За Климата е совршена, тоа знае. За Бейрут, јас на сите мои пријатели, што ми се другари, пријатели, сите ги советувам кој има можност Им препорачувате да го посети Бейрут. Тоа е прекрасен град, кој 24 сата, 24/7 живее Бейрут, со феноменална забава, значи буквално во секој поглед Бейрут е преубав град. Исто, да напоменеме, Либан исто има силно образование. Либанците исто посветуваат големо внимание на образованието. Либан е исто 89-та наликува, како што кажавте на нас, тоаш нели се дели власта, кај нив мора да бидат застапени сите заедници, така, Председателот мора да биде од една, христијанин, така. председателот на собрание мора да биде од шиитите, Генералот од сунитите, дури и тие пратеничката група мора да биде застапени сите од 128 пратеника или колку има 64 кај муслиманите мора да бидат сите муслимански групи застапени, сунити, шиити. Тоа е многу деликатен, еден многу деликатен баланс. Исто христијаните мора да бидат христијани, католици, моронети, сите мора да бидат застапени. Тоа е многу деликатен баланс, велам, кој што е направен. Така. Меѓутоа, колку тоа влијае на нормалните луѓе. Во Либан имате чувство дека, не знам... Влијае врз економијата. Врз економијата, мислев на односите меѓу луѓето. Па видите... Повторно слушаме муабет, разговори, приказни дека тамо христијаните и муслиманите се борат меѓу себе, дека не знам... Не се борат. Нити во Сирија има соживот коректен сега. Дали нешто политичките групи ќе направат у Сирија нешто сосема друго од ова што е до сега, меѓутоа ја ова што... Но во Либан е Хезболах конкретно и тоа во самиот Бейрут држат. Хезболах, да, Хезболах е држава во држава во Либан. Но претпоставувам дека главно шиитите го поддржуваат. Апсолутно, тоа строго шиити. Но христијаните имаат проблем со тоа, претпоставувам. Или сунитите? Па, видите, они генерално Хезболах има проблем со Израел. И така. Хезболах е целата групација Хезболах е по долж границата со Израел. Со Израел, да. Тоа е податок кој што неофицијален податок. Хезболах има подземен град во Либан, каде што има транспорт на автомобили, камиони, на оружје, на луѓе, меѓутоа тоа го користи само Хезболах. Не либанска војска, не либанска полиција, само Хезболах. Но ме интересира, знаете како? Еве, имате како сега ситуација во која што Израел, нели, ракетира тамо освен Хезболах борци објективно гинат и обични луѓе. Ги обвинуваат за... Јас, како што ми кажуваа либанците, ја како што имам податок, Израел толку прецизно го прави тоа, да строго само Хезболах страда. Дека само Хезболах страда. Тоа значи може да случи, не знам, да се ракетира конкретно населба каде што се тие, на неколку километри од нив ништо не се случува, односно... Со дека израелците поседувале многу јака технологија. Тоа е видливо, тоа што го прават во овие последни неколку години е јасен показател колку е моќна таа држава. Тоа, ајде да кажеме, муабети со пејџерите, кога ги пробија со пејџерите и со Можеше да се влезе од Либан во Израел, например? Од Либан во Израел? Да. Не сте се обиделе, не сте се обиделе. Па добро, човек кога е во близина сака да го види Јерусалим, например. Да. Обично ако сте биле во Израел, арапските земји нема да ве пуштат да влезете. Ако имате печат од Израел. А веројатно и обратно. Веројатно и обратно, да. Да, затоа што јас пред еден разговор за влез во Израел ме прашуваа дали сум имал печати од арапските земји. Претпоставувам, ова не го тврдам. Меѓутоа, повторно велам, се работи за неслекни народи во принцип, кои што имаат толку голема традиција, толку голема историја, култура и се, меѓутоа геополитичкото место им е ужасно лошо и постојано им се случува тоа. Од друга страна, ја имате Саудиска Арабија, голема држава, не толку населена, тие се околу 38 милиони, ако не се лажам. Помалку. Може и некај 22 до 3 милиона да се. Чудно, јас прочитав некаква информација дека 38 помалку важна, огромна земја, главно не тврдам, може да сум ја. Но екстремно богата поради нафтата се разбира. Таму бевте колку време? Таму бев 3 години. Една година бев во Насер, една година во Хилал, една година во Алфетах Дамам. Тогаш последната година бевме заедно со Брестовац.
тренерот. Данило Брестовец, така со бе? Данило Брестовец и со Ѓоко Хаџиевски. И со Ѓоко Хаџиевски, Тогаш фудбалскиот тренер. се погодивме во ист година. Се гледавте? Да, апсолутно. Па што ќе прави човек, мора да се дружи се со дружи и со баш- своите. И баш има одлично дружење, одлични луѓе и Брестовец и оваа прилика ги поздравувам. Поздрав и од мене, да. Феноменални луѓе, да. Но ме интересира, Саудитска Арабија е пребогата земја, тоа го знаеме, дека е главно пустина и тоа го знаеме, дека Мека и Медина се тамо, дека центарот на исламското верување е тамо, тоа е јасно, дека се прилично ригидни во законите, во правилата, тамо кога ќе осудат некој на смрт, главата му лета буквално. Така се збори. Така, колку што јас знам, Да. така е, меѓутоа Саудитска Арабија и спорт мене ми беше просто неверојатно се до последните години кога почнаа да плаќаат огромни пари за фудбалери, кои што најчесто се во залезот на кариерата. Роналдо е уште тамо. Така. Големиот Роналдо пронајде дека за 200 милиони бога ми ќе игра во Саудитска Арабија, но како изгледа тамо, вие како спортски тренер, повторно од Европа доаѓате да тренирате кошаркарски тимови во една земја која што е и тоа како затворена за странци. До неодамна тамо воопшто не се ни влегуваше како турист. До 2019 година туристичка виза не постоеше, освен за луѓе од муслиманска вероисповест кога одеа на Аџил. На Аджилак. Тоа е, ама тоа што себе нешто друго, со намена. Значи, они, до 2018-19 година, мислам дека и жените нема право да возат, Така. нема право да работат. Сега се отворија малку. Сега се отворија, да, сега може да работат, предходно можеа да работат, меѓутоа мажот ако дозволи, ако да патува сама, ако мажот дозволи, сега го тргат. Има некој проект Саудија 2030 за развој на за жената, за Така. родовата Но зборуваме еднаквост. за држава во која што објективно фамилијата Сауд е главна, тие се Апсолутно. бог и батина што велат црвите. Саудиска Арабија е многу, како што рековте, богата држава. Одлична инфраструктура, спортски сали, стадиони, хотели, све на највисоко ниво. Тука нема никакво Задоволство е да се биде. Иако е под клима, претпоставувам се. под клима, да. Тогаш за прв пат осетив 50 степени. Што се 50? Ние говориме о Скопје, леле колкава е температурата, дојде до 50 степени. Ја велам, не. Не е тоа Не 50 е тоа степени. 50 степени, не знам. Тамо се паѓа во несес, претпоставувам. 50 степени, тоа е, значи на 100 метра не може пешки да се изоди. Толку е жешко. Буквално е животот под клима, тоа ми е јасно. Под клима, да. Но какво е искуството со нив? Ти како луѓе, тие се малку позатворени. ако не се Позатворени. лажам. Позатворени се и тоа доста се позатворени и од иранците, од сириците, од либиците се многу позатворени луѓе. Меѓутоа Соработката беше фери коректна. Соработката фери коректна, да. Соработката фери коректна. Ја мислам генерално, сегде во светот, ако си фери коректен, соработката ќе биде фери Ќе коректна. биде слична, негде да. може да има изузетци, меѓутоа све е зависно како ќе пристапиш. Едноставно доваѓаш кај нив дома и мора да го почитуваш нивниот закон, нивниот ред. Не може да воспоставуваш Апсолутно за ова се согласувам. Обратен е случајот во Европа, некои од нив не ги почитуваат Така, европските закони, јас, но тоа е мој принцип на доаѓам, го почитувам редот. остваривте пријателства тамо добри? Како не, контакти. да. Тоа е Или во ред. што би рекле американците, who pay he say. Така е. Меѓутоа околу животот во Саудитска Арабија, знам луѓе во Дубај, во Катар, имам некои пријатели тамо и ве поздрав до нив во оваа прилика, кои што велат дека и покрај тоа што и тоа се исто така ригидни режими, поради туристички причини, прилично се отворени, па можете вие да најдете и кафулиња, може да најдете и алкохол. Во Саудитска Арабија тоа нешто покомпликувано. Во Саудитска Арабија тешко да се најде алкохол вака и стварно е строго, иако вака кога ќе отидеме надвор со тимот кој сме оделе надвор, конзумираат алкохол, не дека не конзумираат, меѓутоа во Саудитска Арабија е Но што може да прави европски човек тамо? Тоа ме зборот е. Начинот на забава не е како овде. Видите, едноставно одите во Саудитска Арабија, јас одам да имам тренер, јас не се оптеретувам со забава и со Ова е алкохол, така, да. Едноставно мојот фокус е на тимот и да направам квалитетен резултат, да би можел да направам до година подобар договор. Тоа ми е фокусот. Забавата е оставам за кој ќе се вратам дома со другарите, со Има семејството и со тоа. За разлика од тоа што кажавте, тачно, да, во Обединетите Арапски Емирати, они се скрос отворени.
Значи, они ке нив, мислам, таму е буквално како Америка, како Европа да се. Меѓутоа има толку многу странци што тоа го Да, многу наметнува се. едноставно. Видите, на галските земји, Саудиска Арабија, Катар, тие се сите зависници од странски работници. Скоро 50% од населението се луѓе странци кои работат, бидејќи генерално арапите работат администрација, војска или полиција, толку е. Па толку пари има тамо што навистина. Апсолутно, да. Но исто така знам за информации дека за разлика од европејците и американците кои што се примаат пристојно, со само поинаков однос, да речеме, кон оние луѓе од Индија, од Бангладеш, кон... Да. Меѓутоа, јас овој податок, колку е точен не знам, меѓутоа за индиците, да, они имаат и ефтина работна сила, меѓутоа знаеме дека индиците многу посветуваат образование на математиката и на медицината. Точно. Во најголемите корпорации во светот, финансови директори или финансиите ги водат индици. Во многу големи компании. Да, меѓутоа ние зборуваме за овие луѓе што работат физичка работа по Саудитска Арабија. Зборуваме за филипинците особено. Филипинците се генерално најзастапени, и индиците, да. Тие што се, да кажеме, буквално физикалните, од хигиеничари, од... Саудитска Арабија е ужасно скапа, ако не се лажам. Да. Па за некои 20% до 30% поскапо од нас, меѓутоа со нивните плати. А добро, се чувствуваше и тамо, и вие во Саудитска Арабија бевте 3 години. 3 години. Во периодот од? Од 2000, на етапи бев, од 2000, после Сирија, од Сирија завршив 2013-2014, па 2014-2015 и последниот пат бев веќе заборев, со Ѓоко Хаџиевски и со Брестовац, мислам дека бев 2019-2020. Но тие се, Саудитска Арабија и Иран се, ајде да речеме, архиривали, нема да речеме архинепријатели, архиривали тамо за практично контрола врз заливот, за контрола, можеби, влијание во исламскиот свет. Имаше проблеми во смисол, сега вие сте биле во Иран, па во Саудитска Арабија или обратно, да ве дочекуваат како... Не, имаше ли проверки од типот дали сте можеби таен агент, шпион, нечив? Не, за дивно, не, сериозно не. Никој не ми направил проблем, нити во Иран, нити во... Можеби сте биле проверени, не знаете. Па тоа сигурно дека ако они пред тоа испитувале кој е, што е, како е, тоа да, меѓутоа јас лично сум се соочил со такво нешто, не. И покрај се ова што се случува сега, според вашите зборови може да заклучи дека во овие држави и вреди и треба да се оди, препорачувате човек да кога ќе поминат овие работи, бидејќи да се лажеме, сега навистина паѓаат ракети на секаде, се уништуваат и нафтени полиња се уништува. Може да се промени многу Блискиот Исток поради оваа војна, особено ако потрае многу. Јас се надевам дека час поскоро ќе заврши. Секој се надева, секој нормален, мислам се надева дека ова ќе заврши. И тоа сметате дека за просечен македонец е сосема во ред да отиде тамо и како турист, меѓутоа и како да работи. На времето се одело во Либија, во прашна Југославија, зборам оделе во Либија. Секој што може да отиде да работи. Во било која од овие земји што бев? Во било која земја да отиде. Сега Сирија не е више на тоа ниво, меѓутоа зборам од спортски аспект, од кошаркарски аспект во Либан да оди слободно, добра кошарка. Саудиска Арабија, Катар, луѓе кои што може да работат како професори, како доктори, како слободно додат и се добро платени. Да не биде се ова сватено како повик одате селете за тамо, него разговараме принципиелно, да. Кажувам дека дека вреди Обединетите Арапски Емирати, да, вреди, буквално вреди. Значи професор на универзитет испод 8-9 долари нема да биде. Во Катар, во Саудиска Арабија, во сериозни земји, да, тамо има пари. Има пари, говорам за човек да отиде и да заработи. Да заработи. А добро, што е со ако ве интересирале, бидејќи вие рековте сепак сте биле по работа тамо. Тоа се земји во кои што практично човек треба да ги види оние чуда на стариот свет. Не знам, во самите градови, самите Мека и Медина се во Саудитска Арабија. Дали сте имали можност да одите вие како христијан? Не, тоа сакав да ви кажам. Сакав да отидам. Не е дозволено за христијани или? Не е дозволено за христијани. Во визата пишува дека ако си муслиман пишува муслим и ако си no муслим.
Ако отидете сами, ако ве запре полиција, они ме убедува дека одите слободно као тренер, нема да имате проблем. Меѓутоа, стравот си го прави своето. Ако случајно, јас барав некој да дојде со мене, меѓутоа за нив беа големи глоби ако ги фатат дека христијани носат во Медина. Тоа значи дека сепак христијаните таму се под... Нема, значи ништо не се случува во Медина. Христијани во Медина, и баш затоа ради тоа има клуб од Медина, меѓутоа све се случува надвор од градот, салата е надвор, све заради верското. Заради верското, да. Сега се потегна некоја иницијатива, али не сум сигурен дали Еве, го може би добрија сака човек, за туристи да може да го посетат тоа. Не во она време кога ја джилакот, кога има 2-3 милиони таму, меѓутоа нормален некој период. Тогаш не ни треба да одите. Не ни треба Но во нормални околности сакате да го видите, тоа е интересно многу. Не, како историски, да, како историски објект, меѓутоа не беше дозволено, некога бев не. Сега се правеа некои напори да тоа го ослободат за туристи, да може да биде за посета да биде достапно, меѓутоа не знам дали ќе да не шпекулирам. Да, Иран така зборуваше за Заратустра, напиша Ниче во една книга, тие се главно муслимани таму, меѓутоа ја има таа заратустранска они се религија своевремено. До 7-миот век се Додека не заратустранци, доаѓаат арапите, додека арапите кога ги освајаат 7-миот век, тогаш преоѓаат до крајот на 7-миот век, тогаш преоѓаат во муслиманство. Иначе пред тоа се Заратустри по пророкот Заратустра. Да, и сакам да кажам, има оставина, таму се чува културното наследство и тоа како, заштитено е, нема... Има, мислам дека мал број останати што го следат Заратустра. Заратустризмот. Да, Заратустризмот има мал број на луѓе што се останати. Мислам од историските тие оставштини, све стои тоа, се почитува, нема тука ништо. Панче Милецки, кошаркарски тренер со навистина интересна биографија, морам да признам, ќе посветиме понатаму можеби некогаш повеќе време на спортот како таков. Веројатно имате многу што да кажете и за тоа, меѓутоа оваа емисија еве ја заклучуваме сега. Мене навистина беше важно, бидејќи навистина сметам дека кај нас има премалку информации од прва рака за она што се случува на Блискиот Исток, а вие ете, по среќа на судбината, сте биле баш на тие најневралгични места и сте имале прилика да ги видите одвнатре. И беше задоволство што разговаравме воопшто и што ни кажавте наистина многу интересни работи. Благодарам на поканата и мене ми беше задоволство. Да, поштовани гледачи, јас се надам дека успеавме во намерата да прикажеме една поинаква слика за Блискиот Исток, за она каде што главно слушаме за неубави работи, за крв, за војни. Секој нормален човек, како што рече и гостинот, сака што побрзо завршат овие работи што се случуваат таму, не само таму, по можности секаде. Знам дека ова звучи малку утописки. Војните се дел од природата на човекот очигледно, меѓутоа исто така дел од природата на човекот е да биде оптимизам и да оптимист и да се надева дека еднаш ќе ни дојде памет. Како и да верувам дека уживавте во оваа емисија, барем колку и јас навистина уживав. Утре во 15 часот се разбира ќе го проследите репризното издание. Јас ви закажувам нова средба со мене и со нови интересни гости во вторник во 22:30. До тогаш пријатно.